Знам многумина кои поминале многу часови замислувајќи ја на смевката на своето дете, неговиот поглед, неговиот глас. Соочени со реалноста да донесат одлука, празнината да ја пополнат по административен пат. Мојата дилема е колку на тој пат е силна љубовта. Силна за да ги победи предрасудите и стереотипите. Дали би посвоиле дете етнички и верски различно од себе? Кај сум посвоен? What happens in the family stays in the family. Кога почнав да работам на оваа тема, знаев само едно, дека ништо не знам. На секое прашање добивав краток одговор. Мистерии, тајност. Ако е така, тогаш првиот одговор мора да го има државата. По случајот Министерството за труд и социјална политика. Сакам да видам како изгледа еден пополнет формулар на потенцијални родители кои сакаат да посвојат дете. Што нив им е важно за идното нивно дете, што државата може да им понуди како одговор. Тие запишуваат на колкава возраст сакаат да биде детето, од кој пол да биде, значи од која етничка припадност, така да они влагаат во регистарот на можни посвоители со нивните барања, така да они секако согласно нивните барања, нели, стануваат и можни посвоители на деца со такви карактеристики. Покрај здравствената состојба најбитна има етничката припадност после здравствената состојба, така да во најголемиот број случаи каде што е ограничено посвојувањето е токму поради здравствената состојба и поради етничката припадност на децата. Ова ми беше сосема доволно, за да сватам дека ја имам приказната. Значи, идните родители можат да ја дознаат и етничката и здравствената состојба на детето кое сакаат да го посвојат. Попрецизно, тие дури можат да наведат какво дете сакаат. Тука е и првиот тест. Овој формулар открива многу. Најповеќе бараат од својата етничка припадност, значи македонецот од македонска, албанецот од албанска, така да најголемиот број на случаи бараат да биде иста етничка. Доколку нели се стесни изборот на деца, можните посвоители одлучуваат и да прошират етничката припадност за да се зголеми можноста да добијат дете. Ако овде ја завршам потрагата, ќе донесам заклучок дека во желбата да се има дете, љубовта е поразена од предрасудите и стереотипите. Иако јас имам некое логично објаснување зошто е тоа така. Но овде нема да се одјавам. Ќе се обидам да добијам одговори лично од оние кои сакаат да бидат идни родители. Не бе, не сакаат да зборуваат пред камера. Имаат страв, не се сигурни во себе. Велат се плашат дека нивното дете утре може да ја види нивната снимка на интернет и да дознае за неговата судбина. Секој втор одговор беше поврзан со стравот од некаква реакција на околината. Сега ги сваќам предупредувањата за мистериозноста и тајноста на оваа тема. Луѓето не сакаат јавно да зборуваат. Едноставно одбиваат. Но одговорите што ги добив, кај мене поттикна нови прашања. Знам луѓе од јавниот живот кои не ги кријат своите животни приказни. Одам кај нив. Јас мојот живот не можев да го замислам без деца и јас и во мојата книга во Трофеј пишувам дека јас како многу мала сонував дека јас имам 2 деца посвоени. И тоа може звучи вака бајковито, една убава приказна, но на крајот се реализираше дека е тоа така. Мине имаше 9 месеци кога ја посинивме.
Кирил имаше 2,5 години. Беа братче и сестриче и за волја на вистината не сакал да ги Биолошки земе. брат? Да, биолошки се, да. И не сакал никој да ги земе од пиле две. Знаете како? Не, едно ќе земеш, па сега каде одеднаш две. Ама јас бев доволно храбра и луда условно да сакам да ги земам двете, прво затоа што беа преубави на вистина, како да не се од тука. И ден денес така изгледаат, имаат нека многу убава физиономија, плави се, бели, многу се убави. Но прашањето е, одговорот на вашето прашање е дека зошто имаат луѓето проблем да зборуваат, е затоа што се себични. Оти нивната лага, односно нивното помирување со фактот јас нема да го кажам тоа на моите деца за да ги заштитам, е всушност една голема лага. Тие не ги го заштитуваат детето, тие се заштитуваат самите себе си. И јас не гледам тука никаков проблем, ниту срам да кажеш дека тие се посинети деца и дека тие се исти како и останатите деца. Тие имаат исти права, дури напротив, посвоителите им дале можност да живеат во многу подобри услови отколку хипотетички да останеле во домот за доенчиња, потоа да завршат во 11 октомври. Без какви било дилеми, ми го раскажа своето искуство. Сега да видам колку луѓето во Македонија кои сакаат да посвојат деца или кои посвоиле деца, им е важно Добро? тие деца од каде потекнуваат, етничката, верската И припадност. анамнезата, да. Јас во моето барање напишав дека мене не ме интересира ниту колкави се, ниту од која етничка припадност, ниту кој е полот. Има многу често нели бараат машкост да биде, ниту етничката припадност, ниту националност. Мене не ме интересираше, ниту пак ме интересираше дали албанче, ромче, србин, македонец, босанче. Просто не ме интересираше. Мене ми беше важно да имам деца кои што можам да ги истигнам, да ги истерам на прав пат. Но, кога ќе наидете на таков одговор, не знам, многу тешко се посинува, да знаете дека многумина од потенцијалните посвоители инсистираат на барања кои што се на ниво на желботека. Не може тоа така. Значи, ако сакате да посините дете, тогаш ќе го посините. Здраво, право. Вие знаете дека со disability странци посинуваат од Македонија. Американци, италијанци доаѓаат и посинуваат дечиња кои што имаат се со специјални потреби, ама на вистина. И тие деца живеат среќно надвор од Македонија. И мислам дека кај нас менталната матрица се уште не е доволно созреана за да бидеме малце пошироки, поотворени, да ги примеме сите дечиња еднакво. Затоа што знаете како, кога ќе го земете вие тоа дете, тоа е ваше. Неговата етничка припадност нема врска. Тоа сега да прашам од искуството, да речеме. Родителите посвоители се оние кои што ја внесуваат етничкиот дух, верскиот дух, култура на живење. Културата на живење на тие деца, или? Апсолутно. Генетскиот код се гледа подоцна веројатно во развојот, кога знаеш дека не може да ги очекува или да се очекуваат твоите таленти, ти што ги имаш, па гледаш дека некаде пројавува интерес каде што досега не си го забележал во твоето семејство, во мојот генетски код. Но апсолутно. Значи јас важам за рок-н-рол Tiger Mom. Значи јас моите деца живеат со одлична рок-н-рол музика, не живеат по стереотипи, се, барем јас знам, така ми имаат кажани, другите се многу воспитани, многу имаат развиена емоционална интелигенција, социјална интелигенција, значи кој ќе види вас мина вегушка, многу е топла со енергија. Ова искуство ме враќа на почетокот. Во Македонија сепак има луѓе за кои не се важни етничката, верската припадност. Луѓе на кои најважна им е детската насмевка во родителската љубов. Сега е време да побарам одговори на моите дилеми од научен аспект. Родителите се свесни дека кога ќе посвојат дете со друга боја на кожа, детето набрзо станува свесно дека се разликува од своите родители и поставува многобројни прашања на родителите зашто тоа е поинакво. Мислам дека родителите се исто исплашени како детето ќе биде прифатено во околината. Дали ќе биде можеби предмет на дискриминација, дали ќе биде
омаловажуван од неговите врсници и така натаму. И затоа велам дека е вистински предизвик да се посвои дете со друга боја на кожа. Се соочуваат со многу поразлични, многу предизвици, да кажам, тие семејства, кои што се повеќе отколку другите родители посвоители кои што посвоиле деца. Затоа што се настојува, културолошки е малку тоа одредено или се уште ние ги имаме предрасудите во однос на националност, во однос на кога тие предрасуди ќе се надминат, тогаш веројатно и нема да биде така значајно и битно. Меѓутоа сега им е значајно на многу семејства, поготово тенот на бојата, на кожата е значајна, дали е од ромска националност детето, нели, по тоа и ќе се види. Зошто е значајно? Затоа што разликата во однос на бојата, во однос на афинитетите на тоа дете, од нивните афинитети, веднаш им покажува дека тоа дете е посвоено. А голем број на родители кои што посвојуваат деца, настојуваат да посвојувањето го остават во тајна. Би било коректно да децата кои потекнуваат од одредена религиозна, верска, етничка групација да бидат посвоителите, барем еден од родителите со истиот, би рекол, со истата поставено, за да можат да се интегрираат посоодветно. Но тоа не ја исклучува можноста да и друга етничка или верска или религиозна пределба усвојат дете, затоа што најбитно на детето му е вниманието, љубовта од родителите. А таа не разбира граници, религии, етничка припадност, јазична припадност. Зборам во глобален контекст, во нашиот контекст е важно заради прилагодување на детето во моментот за да може да се интегрира посоодветно, да биде прифатено. И мислам дека и на самите родители и не име приоритет тоа, дури има родители кои се подготвени да усвојат дете и со одредени деца со посебни потреби. И мислам дека тоа е хумано и благородно од нив да се потрудат да вложат максимална енергија и напори да водат грижа за дете кој навистина ќе знае дека цел живот ќе мора да му се посветат максимално, зашто тоа бара навистина големо внимание. Сега веќе ја создавам сликата за мојата приказна. Јасни се и контурите на рамката. Се гледа и ликот на профилот од родителите посвоители. Љубопитноста ме води кон животните искуства на оние кои некогаш биле на списокот на државата, како деца кои чекале нечија одлука да ги прифатат како дел од заедничкото семејство. Во мојата потрага и овде се соочив со истите проблеми. Ниту обидите за заштита на идентитетот не помогнаа. Мислам дека конечно го најдов. Имаме соговорник. Игор е нашата страна. Ја ги излезам со нив, ако се плашат сами да излезат. Мене не ми е здрав. Мене ми е желба не да се појавам на телевизија. Да го најдам тоа што го барам. И истите тие членови на Facebook групи ги замолувам да се појават сами, со мене, без мене, кај вас на телевизија, кај било која телевизија. Зашто овој глас не можам сам да го дигнам. Од разговорот со Игор, наместо заклучок за мојата емисија, јас добив нови прашалници. Имам информација за мојата биолошка мајка дека ме има родено на своји малолетни години. Она не била полнолетна кога ме родила. Ме посетувала 3 до 4 месеци, после тоа се губи трак или информација имам дека е замината надвор од земјава, каде, како и што, немам никаква информација за сето тоа. Јас сум сепак пак благодарен од дотичната господја која ми даде тие информации, што сепак таа била жива кога ме родила и драго ми е да е жива кај и да е. А би сакал да знам која е. Чекај, па мојата потрага по клучното прашање, дали во изборот да се посвои дете е пресудна етничката или верската припадност, овде станува ирелевантна. Ми треба само идентитетот. Значи, може би сум се сретнал со сестра, може би сум се сретнал со брат, а ја да не знам за тоа. Тоа е тоа што имам 3 дечиња кои утре ден може да се видат со прв браточет и да се влюбат
и многу работи, значи се работи за инцест. За да не дојде до инцест, при се тоа би сакал. Имам 41 година која живеам без да знам која ми е биолошка мајка. Јас сум повторно на почетокот. Но на еден друг почеток. Која е судбината на овие луѓе? Во потрага сум, значи, од моја 15-та година. Сознание имам уште од мои 9 години возраст, дека сум посвоен. Се појави во домот 11 октомври и чисто со едно прашање добар ден. Сакам да прашам така и така. Во врска со мојот идентитет. Ми спомна дека не е тука, значи тука дека взимаат деца од 3 години па нагоре. Што значи дека ја тука нема што да барам. Нема да може да ми дадат информација за мене воопшто. Не пратија во мајчин дом, во аеродром, се појавив и таму. Директорот на установата ми објасни дека не се работи за тука, дека ќе морам да побарам информации во Центарот за труд и социјала. Се појавив и таму ми рекоа дека се е тоа во ред, само што нема да може да ми дадат таква информација затоа што се работи за службена тајна. Игор е само еден од околу 100 поединци кои, секој на свој начин, по своји канали, со години се во потрага по своите биолошки родители. На тој пат, пречка им прави државата. Единствената која некаде во архивските подруми, обвиткани во прав, ги има одговорите на нивните прашања. Проблемот е што во Законот за посвојување од 73-та на СФР, кој што бил преземен и подоцна со самостојувањето, не постоела никаква одредба за тајност. Значи немаме член каде што вели податоците за посвојувањето се тајна. Со измените на Законот за семејство 2004 година веќе се воведува овој член и од тогаш имаме стрикно определување дека податоците се тајна. Меѓутоа, Министерството за труд и социјала и сите институции, доколку добијат определено барање од посвоените деца кои што се посвоени пред измената на овој закон, на овој член, ги одбиваат барањата при што се повикуваат на законот од 2004. Иако да речеме, детето кое било дадено на посвоење, тој закон не ни важи. Но искуството на Игор, чија потрага почнува во 90-тите, покажува дека и кога не биле државна тајна, податоците сепак не му биле достапни. Во Центарот труд и социјала ми кажа дотична госпоѓа која беше вработена таму, она што смееш да ми каже, пошто со закон не е дозволено да ми каже ни име, ни презиме, ни место на живеалиште. Дека мојата мајка била малолетна. Дали била студентка, дали била средношколка, што и да била, не има родено, поминали 4 месеци, заминала, каде, што, како. Не навлегувам. И на моја година и пол, ми имат посвоено луѓе со кои живеам. И сум им многу благодарен. Изминатиот период во соработка со неколку граѓански организации дојдовме до идеја да пробаме да ги обезбедиме податоците кои што се однесуваат на посвоените деца, односно да ги откриеме имињата и презимињата на нивните биолошки родители и на нивното потекло. Започнавме со десетина случаи ширум Република Македонија, кои што се деца посвоени во 80-тите и 90-тите години. Поднесовме барање до центрите за социјална работа, кои што биле овластени органи за да го спроведуваат посвојувањето, да ни ги обезбедат овие податоци, а повикувајќи се на меѓународни договори во кои што се предвидува правото на децата да си го знаат нивното потекло. Конкретно во самата иницијатива ги наведовме другите земји, при тоа наведовме како е во Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора. Во сите тие земји е дозволено правото на увид во податоците и правото на потекло на посвоените деца. Зошто и како во процесот на посвојување деца, нивните податоци, потеклото, биолошките родители стануваат најчувана државна тајна? За мене тоа останува мистерија. За ова никој од државните актери изминативе години не сака да зборува.
наитно од Законот за семејство треба да се тргне обврската тајноста на овие податоци, да не се третираат овие податоци како службена тајна. Треба подетално да се регулира кој може се да поднесе барање за добивање на податоци за засновано посвојување. Затоа што имаме случаи каде што и биолошките родители трагаат по своите деца и не можат да ги добијат овие податоци и овие податоци за нив се затворени како службена тајна. Трагачите по биолошките родители надежта ја гледаат во поднесената иницијатива за законски измени. Таа е разгледана од соодветното поделение. Сепак треба да се разгледа многу детално и да се консултираат сите стручни лица во областа, бидејќи сепак се работи за согласно сегашниот закон за семејство, нели, податоците на детето и на неговите родители се службена тајна. Доколку се отвори ова како можност децата да ги дознаваат своите родители, се доведува во прашање што се оние кои веќе посвоиле. Така да ние сме на став дека би требало да се отвори една стручна дебата и да се видат добрите и лошите страни на оваа измена. Има примери во Европа и подалеку каде што е дозволено, има некаде каде што не е дозволено, така да ние не би брзале со оваа одлука, сепак би анализирале што тоа ќе доведе. Јас лично како човек и како мајка, нели, поддржувам нивната идеја да си ги пронадат своите корени, меѓутоа како професионалец, како стручњак, од друга страна сметам дека таквите промени може да предизвикаат многу правни и етички дилеми. Например, што е со семејството кое што го посвоило детето, односно со неговата функционалност, со неговото функционирање, со хармонијата, како ќе влијае тоа на примарното семејство, нели? Понатаму се прашувам како тоа ќе влијае на самите деца кога ќе дознаат дека се посвоени. Сметам дека и токму родителите од тие причини не им кажуваат на децата дека се посвоени. Прво затоа што се плашат дека детето кога ќе дознае дека посвоено, го отфрла примарното семејство. Супер е тоа, нели, ако се пронајдат биолошките родители, но ние мора да имаме во предвид дека често пати исходот може да биде негативен, така? Што ако детето не ги пронајде своите родители? Значи тогаш го губи идентитетот во примарното семејство. Значи ја губи припадноста во семејството каде што било посвоено, а од друга страна не ги пронаоѓа биолошките родители за да може да се идентификува со нив. Исто така сметам дека треба да се има предвид и другата страна, кој што некако гледам дека никој не ја споменува што е со родителите кои што ги дале децата на посвојување, така? Тие најчесто сакаат да останат анонимни. Тајната некогаш ја чуваат строго само за себе, дури најблиските членови не знаат дека тие дале дете на посвојување. Ја имам 1000 прашања, а таа има само еден одговор. Затоа. Не сум тој што треба да судам. Би пробал да ја разберам. Мора да има причина. Као не дошла да те види. Од каде да знам? Што ако дошла? Што ако истата таа моја мајка не сакала да ги повреди оние родители кои ме чуваат? Чисто ако го има моето срце или ако е емотивна како мене, не би поминала таму и не би ги пипнала луѓето. Може би да ме гледа од 100, од 50, од 2 метри далечина. Но шанса само да ме види. И чисто длабоко во себе не смеела. Чисто од себе не сакала да премини преку тоа што ќе загрози самата себе и моите родители и мене со тоа што би ми пришло. Доколку сега, ако веќе е меѓу живите, сега зашто да не ми дојде? Зашто да не приде? Да каже Игор, јас сум таа и таа, доволно ми е. Не ми треба ништо од неја. Може би сум во ситуација која не ми е некоја незавидна ситуација во животот, ама би ја прифатил кај и да е, ако нема каде. А луѓево со кои живеам, не би ги напуштил никогаш. Се дока живеат сум јас покрај нив. За разлика од многу други кои живеа со биолошки родители, па ќе тргнаа на страна. Да си ден денеска јадам со мајка ми, со татко ми на иста маска. Прво е за да се спречи инцест во нивните семејства, затоа што Република Македонија е мала држава, секој со секого се знае.
за да ги дознае и да ги дознае медицинските болести. Често пати кога ќе заминат на лекар, лекарот не може значи да испита дали станува збор за некоја наследна болест или не, и им ги бара податоците од биолошките родители за да направи да го оформи своето медицинско досие. Но често пати трагаат и поради љубопитност и за да ги дознаат причините од кои што биле оставени и не сакала биолошката мајка да ги задржи. Мисля, ги знаеш, имаш информации за биолошките родители? Не заштитени се со закон. Иако јас се борам за тоа, од една причина. Мора да се смени законот, оти е ДНК во прашање. Значи, не дај Боже, нешто му се случува на детето. Јас имам привилегија да ја знам биолошката мајка и татко, да побарам не помош и обратно и тие да побараат од своите биолошки деца, така, ако им треба нешто. Се што се случува во живот. Најпрво од здравствениот. Второ, мојата предпоставка е дека нивната биолошка мајка има и други деца. Така, предпоставка, не знам. Еми мала е Македонија. Во голем случај да. Так, и мала е Македонија. Од кај знам дека утре во кафич нема да се сретнат со нивен полубрат, полусестра. Значи има многу е комплексно тоа, не може да се заштитени биолошките родители како да се, не знам, најголемото богатство на оваа земја. Зошто да се заштитени? И зошто моето дете, зошто посвоителите се плашат да не кажат на децата, да не прашат за биолошките родители. Предпоставката е дека веројатно би стравот дека може да ги напуштат да се вратат. Па добро душо, и нека. Ама нели зборуваме сега за една љубов која што јас еве сега се сеежам кога зборувам. Па јас сум ги зела тие деца за да им дадам несебична ljubов. И таа несебична љубов не подразбира посесивност да не ода да ја запознаат својата биолошка мајка. Колку пати, еве вие сте се запрашале како новинар, кој проблем е тој кој што ја натерала таа нивна биолошка мајка да ги остави не едно-две дечиња? Па јас си палам свеќа секој ден во црква на таа жена. Ако не била таа, јас немаше да бидам мајка. Сега се плашам дека доколку се промени законот, односно доколку во однос на тајноста и доколку податоците бидат достапни и бидат обврзувачки за родителите кои што го даваат детето на посвојување, дали тогаш родителите кои што сакаат, кои што не можат да ги чуваат своите деца или кои што не сакаат да ги чуваат своите деца, ќе бараат нелегални начини да се ослободат од тие деца. Значи тоа мора да се има во предвид, така? Во една потрага не секогаш има јасни и чисти страни. Често пати има и една друга, темна страна, полна со мистерии, тајни, сомнежи. Со една таква страна се соочив и јас. Потрагата по неодговорените прашања е следната недела.